Еве го, таткото на сите SUV автомобили, прв, најдобар и единствен RAV4 Plus сега со 10 годишна гаранција. Така да знаете, отидов јас. Создаден да воодушевува, дизајниран да отскокнува меѓу сите останати. Совршена комбинација на габаритен изглед и остар, динамичен стил. Тоа е она што RAV4 го прави мокно возило со индивидуален и префинет изглед, а и прави ти да си речеш, бли, какво колиште, човече. Pero извини бе, ја стварно не знаев дека оволку ќе те наљути. И како бе да не ме аутиш? Па јас сум дел од ова. Ме разочара скроз да знаеш. Ама, види, јас сакав да гласам, ама... Цел живот исти финти правите. Мојот глас нема да смени ништо, знам. Дрн, јариња. Срамота е вакав млад дечко како тебе да не гласа. А резил жив си. Pero бе, сериозно бе, мајка ми не ми пушти, значи мал бе вече. Ај бе, какви финти. Не се важи, не се правда и многу. Абе, скап беше SMS од тоа време, од кај да знам човек ова ќе те вреѓа 17 години поминати се. Абе, јас сум пред се музичар. И како да не поддржувам македонски музичари? Но не на бугарски идол, а ти не гласаш. Што и фалеше бежите се? За бугарите ли да гласаме? Срамото. Па гледаш ли тоа до кај не донесе? Знаеш ли ти дека може, ако баш ти гласаше, можевме да победиме и нема да се десат овие глупости? Йо. Оп, слушај вам. Никој не ги избори освен тие што ги бираат, плакати што лепат и тие што лобираат. Еден храбар мангуп рече ќе се кандидирам, изгуби во прв круг, но не се изблокира. Влезе ко камиказа, со глава во зид, се исплатеше ли се тоа или беше шит, трчал маратони и концерти свирал. Камиказа, немој да си се вознемирал. Прашањата ги знаеш, ова политика не е. Ќе се зезаме малку, ама сериозно ќе е. Колку уствари лажам, ни сценарио немам, ќе ме фати трема, перо треба во очи да го гледам, морам да се стремам. И став да заземам, не смеам да дремам, морам нешто да превземам. Шо ти бе, жаре? Зашо грешиш акцент, збори си нормално, диши ти си влај репрезент. Шала на страна, луѓе, емисијата е топ. Доктор сум за ова, само немам стетоскоп. Спреми за грицки и вади бокалите, шо вика Васко Ефто, сигурно нема да зажалите. Почнуваме со една многу интересна работа. Сигурно ви интересира, го спомнавме дури во песната преска Васко Ефтов како ги дознава работите. Тој секогаш не само што има право, туку и ја знае вистината, на вистина. И ги има најпикантните и свежи, доверливи информации и секогаш прв дознава работи. Ние направивме истражувања и дојдовме до едно шокантно видео, веруете пошокантно од ова што сега ќе го видите. Многу пошокантно од ова, а тоа е дека всушност не постои еден, туку има двајца, а можеби и тројца Васко Ефтовци. И токму затоа човекот знае се. Да не ви зборам понатаму, дами и господа, вие имате право да ја знаете вистината, погледнете го ова шокирачко видео и сигурно нема да зажалите. Добро вечер. Ова е неодредена просторија. Јас сум Васко Ефтов и вие... И јас имаме право да ја знаеме вистината. Добра вечер. Ти благодарам што ме повика. Па ти, наши сме си. Само, твоето елече не е лакоста. Твоето елече е купено од Бугарија и малите деца знаат дека Васко Ефтов своите лечиња ги купува од Инџија, од молот. Но ете, Ти си човек кој просто речено игра улога на друг човек. Па вие сте дел од руската разузнавачка служба, вие сте нејзин таен агент и шпион. Не ве речете дека не сте, речете дека не е така, речете. Токму така се гледа си ја знаете работата, но јас само се загревам. Еве да ве прашам нешто. Перока ми каза, тоа е чудно презиме. На чија страна се борел во Втората светска војна? Со бугарите или сојузниците? Еве смее ли да каже или страв му еве каже? Како не ви е срам? Како не ви е срам? Вие сте фейкер, невистинит, лажго. Вие никогаш не сте имитиран, вие сте само копиран. Јас сум вистинскиот Васко Ефтов и тоа е факт. Види мајката, ти си Васко Ефтов. Ајде кажи ми колку интервјуа имаш направено, вистинскиот Васко Ефтов би го знаел. Ајде ви се молам, тоа е премногу лесен одговор. Премногу интервјуа имам направено. Добри сте, господин Ефтов. Дадовте точен одговор. Ви благодарам, господин Ефтов. Ајде, еве, ако сте вие вистинскиот Васко Ефтов, кажете ми кој ви е омилен гостин што ви гостувал во емисијата?
Тоа е лесно и имам премногу гости и сите ми се подеднакво омилени. Ама исто така И Вики Ралева од големиот брат што се муваше со Карло. Добар си, Васко, И добар. ти си добар, Васко. Се гледа дека сте интелигентен и мокен играч. Не сте ни вие лош, господине Ефтов. Ви благодарам, господине Ефтов. Што е ова, бе? Што е ова, бе, ако ве види Васко Ефтов, бе, знаеш ли што ќе направи, бе? О, конвенција на Ефтовци ли, бе, ми ја зимате емисијата, ајде мршта му, ајде двајцата, пегај! Да бегаме, да бегаме. Супер, сега е време да видиме што се случувало на денешен ден во историјата. Го имаме Маријан со времепловот. Маријан, времеплов, повели. На денешен ден, 1997 година, Александар Маленко играше Симс на компјутер и си го ожени ликот. При тоа се рече, абе ова и не било така лоша работа. На денешен ден, 1997 година, Ранду го нападна Игнасио со нож. На денешен ден, 2004 година, браќата Мартин и Стефан од Next Time прв пат видоа конј во зоолошка. Сената му е историја. На денешен ден, 1823 година, Стојан Андов стана пратеник и си рече, абе овоа и не било така лоша работа. На денешен ден, 1983 година, Горан Пандев виде топка. Светскиот фудбал му благодари. На денешен ден, 1993 година, Македонија доби прв од 20 датуми за пристапни преговори за влез во Европската Унија. Честито! В 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпош од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Што е ова? Браво. Браво. Што правиме муаве? Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. И да празници треба да виткаме сарми, да се купат поклони, а и плата касни веќе 2-3 недели. Газда вика ќе биде што сипа не стрпливти, а и го спојава нешто, многу си се опушти. Види злато колку добро ова ни стои. Него барај перо ќе те бијат малери, оди во Емкеш, пријатели без мана познати. 20 телефони се за тебе достапни, аплицирај си, освој нему ја мисли. Ембрв, најдобри, за среќна нова оди во Емкеш, аплицирај си. Според оригиналниот рецепт на полковникот Сандерс, доаѓа изборот за оваа неодолива акција. Филет бургер, 2 сочни и крцкави крилца, плюс помфрит, за цена од само 159 денари. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата?
тимот на Девалт знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за Девалт батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за Девалт Комбо Центар. Преземете ја работата во свој раце со Девалт. Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. Види се, јас ќе ти ги кажам сите 11 од Ocean Eleven, Danny Ocean, Френк Катон, Расти Рајан, Рубен Тишко, Вирджил Малој, Турк Малој, Ливингстон Дел, Башар Тар, неверојатниот њен, Саул Блум, Линус Колвел. 11. И ти имаш 11 тајни вилки и зачини. Хајде, почни. Пилешко месо. И тоа има 11 букви. Тоа коинциденција? И се враќаме во студио и време е за прв гостин, време е за човекот кој што нима гостувано и претходно во 1-1, ако не се лажам, во студио не бил, а па во ова ново студио, бидејќи 13-та сезона и втора епизода само, дефинитивно не бил. Човек кој беше многу актуелен и кој ќе каже се за кампањата за градоначелник на Скопје, бидејќи тој учествуваше во сето тоа, но не е политичар и веќе погодувате за кој станува збор, за господинот Перо Камиказа! Екипа, се добаѓате. Свири. Нема, кога доаѓаат комплиментите од него, друга. Тоа е тоа. Тоа е млади, Топ убави, притам успешни. секција. Топ, браво. Абе ти кога ќе пофалише друго тоа кажам, сепак Перо Камиказа. Ја колешка во очекував Фретлес да свири, ама. Фретлесе? Гледаш како знаев, ама него да видам да знае он. Виш ли? Перо ме намести. Не е прв пат. Не е прв пат, вистина. Перо, ова е најактуелно нормално со изборите и со кампањата, па затоа ќе почнеме од тоа. Мене многу ме интересира, што се случува на дебати на реклами? Па свашта се случува. Да? Да, расправи има така. Искричење, што би се рекло. Да, значи чекај, бидејќи искричевте доста и на дебатите во етер. Па се зголемува или се намалува искричењето кога вика водителката? Колку е нервозен тој што искричи, обично е. А обично е еден што искричи? Па обично еден беше, да. Да. Кој да погодуваме се? Па го нема више греота за покојникот да збориме. Во политичка смисла на зборот се извинувам, да видам коректен е. Да. И доречеме, еве,
има ли некој од сите што бевте таму кој што сакал да ја смири ситуацијата, пример? Јас. Ти беше тој? Да. Добро, ведечки Како полека. најстар? Не се извинувам, Тортевски беше најстар. За колку години? Па 3 бега. Па добро. Значи има 52. Да замислиме ситуација. Има искричење, има се. Доаѓа реклами. И што им викаш? Не викаме си чутам, чекаш да помине ова. Па како си смирувал? Нели викаш си смирувал ситуација? Па, на различни начини. Например? Па, например, ке ти рече тој до тебе што е близко на Телма, ке видиш ти за 2 дена што ќе ти се случи. Па. И ти викаш, полека бе момче. Ке поминате овие 2 дена. А на што мислел? Па не знам, ке треба да го прашаш, го видиш Како на емисија. филмови ми звучи. Па да, као добар, Сопрано. лош и грд. О, да, Клинт Иствуд. Да, Клинт Иствуд од прилика, така. Значи сепак нема пријателство бе во политика. Не ме разбира, ја тоа го разбирам повеќе. Сите други 11 имаа меѓу себе комуникација. За жал со овој човек скоро никој не успеа да воспостави. Сите други? Сите други, да. Па значи сакаш да кажеш не е до сите други, веројатно било до него, така? Не знам, може е до сите нас. Навистина не знам. Не сум паметен. Таква ароганција во мојата 61 година колку живеам, не сум сретнал, за жал. И што те навреди најмногу? Па не може, како може да те навреди некој што е арогантен? Значи Знаеш дека едноставно нема муавет. Да, шибицар да ти вика на Во етер или на реклами? Во етер, на Тортевски на мене се враќаш. Беше така малце чудно, но да ги заборавиме тие работи, отидоа во историја. Ти пример да го видиш на улица, ќе си се поздравиш најнормално? Па јас го прашав во дебатата, доколку ве победам господине Шилегов, дали ќе ми честитате. И он ќути. Викам, по втор пат ве прашувам, хипотетички, доколку победам, дали ќе ми честитате? Ја вика со хипотеки не се баваме, не со хипотека. Јас реков нешто друго, викам, хипотетички, не за хипотека на куќа и на стане. И ништо не ти кажеш? Ништо, толку остана. А кој беше најтремаџија? Сега тривијално малку да се. Па мислам дека никој немаше трема. Тамо беа голем дел искусни луѓе пред камери. Голем дел бение рок н рол. Торте е редовно на судски ручишта цело време. Изузетен лик кој знае да си говори, да си искаже својата мисла. Ана беше одлична. Од родина сега извини, не може да им запомнам сите имиња, да беше одличен. Сите си имаа свој филм и одлично си го фураа. А обратно кој бил релаксиран највеќе? Бидејќи ти си човек што работи и на камери, и вон камери, и продукциски си работи, да можеш да ги осетиш тие работи. Пример, вајда си видел дека кај некого, овој многу добро се понаша на камера, знаеш, многу добро се однесува. Имаше некој така? Па мислам, или може ти си бил тој што најрелаксиран бил? Јас на моменти јас ги менував моите улоги во дебатите, еднаш бев нервозен, друг пат бев смирен. Намерно или не? Па и намерно и ненамерно, барав каде е нивото на дебатата во моментот е. Како се одвива нивото на дебата, ниско и онда се спушташ, или ако е малце повисоко, тогаш ќе ги држиш раците како масоните. Чекај, што е тоа? Е многу интересна работа. Чекај, вака дека ги држат додека зборат? Тоа го прашаше, бега негова емисија ми рече, не се држеле вака рацете, он ги држеше цело време вака. Му викам, што е ова? Васко ги држеше вака? Па да, бе, и он кој ќе видиш така да ги држат рацете. Значи ова е масонски. Не знам ја, тоа. Порака масонска нека. Требало да е, не знам. Чекај, ова го учат на тренинзи или луѓе или каде? Па на тренинг на говор на тело се учи. Така? Јас на пример што е говоров овој? Јас сум сериозен човек и верувајте ми, што правам? I don't know, sir, sorry. Како е understand you. Ова не ми е природно, морам да признам. И па многу работи неприродни се случија во овие избори, така да. Природно е веројатно, како би било? Вака или вака. Па двајцата гледаш, некако логично доаѓаат раците. Имаше некој да те учи такви работи? Па сега ја ги учев на времето за кампањи, толку јас учев еден куп луѓе сега. Сериозно? Си работел таков тип на PR тренинг? Па, отприлика јас, значи 95-та година, сем што работевме саунд, говор пред микрофон и говор на тело со Сали Бериша 95-та година уште во Албанија, 99-та година Ругова, после тоа во Македонија многу од нашите политичари, сем тоа што работевме озвучување, нели? Јас имам завршено факултет за драмски уметности. Така е, сјакта. И баш ми беше интересно кога ми кажува, не се држат раце у џеб, немој да правиш така. А јас во суштина цело време проверував да го најдам правиот метод на природниот перо камиказа. Да не бидам сега, знаеш, едно време
пробаа да направат од мене, ја пробував малце и не ми успеа, пробаа да направат еден фригиден перока ми казал, таков не биваше. Стегнат? Не, нешто, ќе ве молам, не така. Апропо визави non plus ultra де факто дали вашите... проба, дали проба? Дали проба, дали даде бар се од себе да знаеш? Дадов се од себе во првата просто проширена реченица се откажав. Гледаш дека не е тоа тоа. И задоволен од како излезе целата работа? Ете, колку гласови освои? 21.000. Колку полумаратон? Што те... Ете е така. Ете така. Што значи тоа за тебе? Како го доживаш сето тоа? Види, Онака си правим искрено муавет. Значи да секој би посакал да ја проба оваа варијанта, јас ги поминав сите 9 Дантиеви кругови. Значи ќе чуете се и се што за вас. Ако сте направиле некакви криминали, ќе ви ги извадат сигурно, нема шанси кај да бегате. Кога одиш на вакво нешто? Кога одиш на ова треба да бидеш спремен дека буквално ќе ти се мешаат дури и во гаките, така речи. Се извинувам на зборот, мене ми се измешаа во стомачните мускули. Значи единствено нешто што направија, протекоа голите слики. Од голите слики од кандидатот за градоначалник на Скопје, а ти се ке мене на Facebook јавно достапни. Ја не сум сликан, не сум правил па да, отприлика. Не сум правил фотосесија, ова е све со мобилен телефон. Ефтин сликано. А замисли па фотосесија да правиш? Малце да се цртав. Да се подзбореме уште малку. Вин Дизел. Да. И малце ми беше... Ама само извини, морам да признам нешто. Па еве како масон држиш овде раце, тебе. Гледаш? Ама гледа на друго место е, кријам нешто е. Раз, два, три, ја уште еднаш. Раз, два, три и... Не, па, сварно ти си ги објавуваш сам, точно. Да. И второ што ми најдоа скап точак. Скап точак? Да, точакот ми го расклопија во делови. Ова или не? Или друг еден од тие. Еден од точаците. Има уште еден друг. И колку скап? Што е скап точак? Па, види, 12.000 евра кажаа дека е мојот точак. И после јас го објавив, после објавувањето на мојот точак, го објавив дека го продам за 2300 евра. И никој не се јави. Джабалак. И зашто така? Тоа е исто како да земеш и што ја знам, на Васко Ефтов Мерцедесот од жена му, да го расклопиш на делови. 96.000 евра е. Да вако ќе го расклопиш од делови 350.000 евра е. И сега усред емисија му кажа, твојот Мерцедес ако го расклопиме, колку пари кошта у делови? И замислете дека јас на 61 година на толку трки што имам направено во животот, немам право да имам точак и сум олигарх. Ете тоа беше моето најголемо злодело што ми го најдоа во кампањата и моите 9 Дантиеви кругови во 20 дена. Значи, ти сепак препорачуваш на луѓе, вака од што те разбирам, тешко е и те плюкаат, те прават едно друго, ама сепак убаво е да го оствариш и тоа, бидејќи е како искуство нешто што човек треба да го доживее во животот. Види се. Или грешам? Една работа. Значи, повеќе луѓе овој пат се одважија да си го потрошат собственото време и образ. Како независни. И како независни, и како дел од партија Бени беше, например, поддржан од ЛДП и Дом. Јас бев поддржан од Левица, без разлика што бев независен, но не сакаа да се откажат целови, јас зашто да се бунам кога е точно. Значи, со децата супер си поминав, таму има изворедни момци. Во Левица? Во Левица, значи, Димитар Пасиев и целата екипа се навистина изворедни деца. Се знаеше со претходно со Пасиев? Бранко Ристов е дете на членот на нашиот клуб, мотоклубот Букефал. И од таму конекцијата. Тој почина и ние во клубот, бидејќи сме многу мал клуб, кај нас не може да се шири клубот повеќе од 7. 6 бевме и сите имаме должност да се грижиме за нашите деца и сопруги доколку некој од нас... Тоа е еден вид братство. Да, братство кое трае со години. Така да Бранко ми се јави по телефон и Ристов и вика, бе, ние размислувавме, ова ве прочитавме, Бранко, не муцај, дојди му, викам, кажи што сакаш. Викам, точно ја размислувам, сакам да тргнам да собирам потписи. А да се видевме со него и со Апасиев, направивме краток муабет и решивме да тргнеме заедно во битка. И што ти е впечаток за Апасиев? Прв, да речем, втор, трет впечаток било што? Како? Многу умно момче. Така? Да. Зашо си правите муабет општо? Секакви теми или се држевте до политика? Ние правиме за секакви теми, бидејќи имаме многу заеднички теми. Например, во последниот ден од кога завршија кампањите, почнавме да правиме муабет што читаме. И почнав ја да кажувам Блаватска, Хермес, па вика све езотерија. Тоа се малце чудни книги. И кога се најдов, па затоа што се и малку поскапи и многу се потешки за читање. Не е тоа класична езотерија, од таму трга фактички
целото космичко обединување. Така, таа Блаватска е... Филозофија доста и... Па, многу филозофија на енергетските полиња, на космичката енергија. Добро. И можам да ти открија, да ти кажам дека открив многу работи што порано ги чувствува подсвесно, ама не знаев за нив доста одговори. Не е сега дека знам многу одговори, но некои одговорите... искуството, кажи. Дали може, пример, млад човек да ги осозна или му требаат години? Еве сам одговори. Значи, Апасиев е 37 години, јас сум 67. Значи, јас кога сум почнал да имам 58, ги читал од 35-36 година. Значи, зависно во кое време ќе ти прати Универзумов што треба да правиш. Интересно. Кога се книги во прашање. По-добро и било што? Например. Еве, Добро. мене ме врати назад да бидам кандидат за Ти прати градоначалник. политика. Добро, супер. Го бараме Апасија за гости некое време, ама не сме се договориле, ете може ти ќе помогнеш се. И како да се бориш, Перо, со такви големи партии, предпоставувам ти имаат и големи буџети, така? Твојот буџет колкав беше? Ти како градоначалник вложи ли нешто? Вложив. Како кандидат? 800 евра. Даде 800-ки? Значи 800-ки тоа беше Кај се вложи, ја знаеш ли? Знам, значи тие беа вкупно пари потрошени на Facebook рекламирање. Само Facebook? Да, ние имавме една од креативните кампањи. Добро. Многу луѓе зборуваа за мене. Значи, да не ги набројувам дека бидејќи некој ќе заборавам, имавме неколку обраќања од местата кои што беа запустени како Партизан 4, како фабриката Купром, како тоа што немаме снимање, видео, едно друго. Да, малце дрон, малце разговор, па многу луѓе кажуваа за мене за нашите животни искуства, бидејќи моето животно искуство е така малце по-податливо. Си имаш историја, добро, богата да кажем. Тие што немаат историја за жал ќе мораат. Ама, пак ќе те прашам, ево, вие што мислиш, колку имаат, валјда си се распрашал како кандидат, колкав буџет имаат? Еве, вака, значи твоите 800 евра против што одат? Против 5 милиона евра едниот и 7 милиона евра другиот. Тоа е сега голема дискрепанца. Па и у Партизани не било така. И у Партизани не. Да, и кога ќе видиш дека 21.000 или со Левица заедно вкупно 25.000. Добро. Освоивме ли Левица на ниво на Македонија 60.000. Значи вкупно Левица имаше 15.000 евра. По евро ако ги мериме, демек? Значи тоа е у Партизани бире Партизани германци 1:10, тоа било 1:10.000. И со сетово искуство, да речеме, ако треба да посоветуваш некој друг иден ваков како тебе, што ќе му кажеш, еве, како да се носи со тоа 800 евра против како што викаш 7 милиони? Ти си го помина сето ова? Значи, да, вака. Јас мислам дека парите не се одлучувачки во моментот. Добро. Така да мислам дека ние покажавме, ако ништо друго, дека еден различен тип на кампања, многу умерен, многу човечки, значи низ призма на успесите на личноста која е кандидирана, а не врз навреда, врз навреда на другите, што би сакале некој да каже, ти само у овој дел каже дека има 6 животи живеано. Многу луѓе не знаеле дека нели ги имам сите тие премрежија направено. Па не е нормално. И сега ќе ти кажам како ние правевме испитувања. Тоа е многу пиар. Ајде. Пиар стручњак. Значи, пошто возиме точаци и тргнавме низ Скопска Црна Гора. Со точак? Со точаци, редовно возиме. И се застануваше во Кучково кучеиште, од Чучер Сандево надоле и во кооперации. Ај на здравие, пиво. Ке почастиш. Едно ке почастиш и вака, викам, ме познаваш од негде? Шо вика? Не. Бар познаци ме, ни тоа? Викам нешто, не. Ама нешто од Трзвија, Скопје, Меморија? Не. Добро. А уште едно пиво да се напиеш? напиеш? Унутра, сега пошто одвамо овие двајца што беа со мене од електрофакултетот, овие се нервираат. Како може да викам мирен полега, влагам внатре. Па не може со сила да те познаеме. Викам да почастаме на тура пиво и девојката викам ме познаваш? Да, вие сте, вика. Перока ми каза, викам фала Богу, 1 на 1. Добро е, добро е. Тргна работава, дојде уште 5-6 души, направивме малку муабет. Низ муабетот испадна дека можеби ме познаваат, можеби не ме препознаваат баш најдобро. И отприлика од околу 100 до 150 испитаника направивме во тие ден-два. Тоа е базата. Значи и ме познаваа некаде околу 40 луѓе. Многу добро. 10 луѓе 30 на посто, значи? Да, можеби ме препознаваат. Добро. Така, и тоа беше се. И викам, добро, прашував за против кандидатите. Така. За Даниела во тој момент немаше чуено скоро никој. А Шилегов го знаеа сите. Значи, сега да ти објаснам. И тоа на крајот од денот не значи ништо. Но прави некаква слика за тоа кај да се движиш. Како да комуницираш? Да, кај да се движиш. Бидејќи јас бев убеден дека кај да се појаваме познаваат сите. Ова е еден убав тест, да не живееш во една лажна илузија. Така.
дека си хиперпознат, дека сите те познаваат Ниту дека си многу важен си им нешто. Да, нешто си многу фраер бидејќи си имал, што ја знам, 5 албума, успешни концерти, Трзијат Скопје, Марике Летосавион, Пикасо, директор на Евровизија. Секој си има своји проблеми, секој си има свој живот. И живот. едноставно поминало времето во тие 30 години, се развлекле сите тие приказни и отишле во Така е. во недојдија. Кај им е местото да, него. во недојдија и ти во еден момент стануваш вирален и сега тоа е многу смешно. Добро. Кога на пример кој рече ќе гласам за Шилегов, ако не гласам за себе. Да, тоа е наредното. Не е така, ама како приближно е. Извини. Да, се појавам кај Валентин или повторно во студио. Аха. И сега проаѓаме наредната недела. Добро. Во истите села. Така. Кај си шо преш? Опа. На вести беше и вика, Кај за Валентин. градоначалник ќе се кандидираш. И вика, тоа била... Тоа ми треба. Тоа била алката што ми фали да, ама колку такви појавувања кариерата. имаше? Сигурно не многу. Препоставувам Шилегов и Данела повеќе имале време посветено во вести и во не знам 5, 6, што. 7 сати рекламен простор на 18 минути. Така е. 5-6 сати, Наспрем да им 18 објасниш за што зборуваш? За посветен простор во маркетинг, значи во рекламен ама тоа си простор. е платено? Не, тоа види. А има тоа врска МТВ да речеме. Не МТВ, него тоа си донеле они закон ВМРО и СДС. Добро. Да 80% од парите им припаднат на нив за кампања. И билборди, и време на телевизија, и се живо и диво. 10% мислам дека за ДУИ, а другите 10% ги делат. Сите останати? 7% оние што имаат по 1-2 пратеника, како што е Левица, ДПА, Дом, Мом тие. И 3% оние што немаат... Што се апланови. Што се апланови. Тоа, например, на Јохан партијата и на Торте, мислам дека вкупно 600 евра им следуеше. Прекрасно. А Левица имаше дури 15.000 евра за цела Македонија. Така. А овие имаат по 2-3-5 милиона. Да, тоа се пари онака, да се расфрлаш. Мислам дека е тоа неравноправна воопшто борба и дека си каже, како рече 5-6 сата или 7, како рече? Да, нас према 18 минути. Да, вкупно. Да, тоа се 18 рекламни спота кои може да, а има вкупно 22 спота. Што значи дека не успеа ни премиерно сите спотчиња да ги пуштиме. Ама пази, колку телевизии има. Значи на еден ќе пуштиме на Сител, па едно ќе пуштиме на Канал 5 и така. Лично сметам дека направивме многу добра работа, сите 12 колку 11, после 12 не се појавуваше, мислам од бошњаците кандидатот, затоа што направивме понуда во сладкарницата. Мислиш за 4 години од сега ќе се зголеми тоа, ќе продолжи народот да сега се охрабрија луѓето, видоа дека нели ќотекот постои, ама дека е издржлив. Чим се решиле вака постари луѓе да излезат нели на 61 година да трпат ќутек и се вака. Имаше порано само индијанка и еклер. Сега имаше баклава, тулумба, кадаиф, значи шампита, да не набројувам све и влегуваш, имаш една богата трпеза, така речи, можеш да бираш. Моje мислење беше... Чизкейк дали имаше, ти кажеш? Па мислам дека и чизкейк имаше. Да. Одлично. Да, и мислам... мислам дека требаше да има во толкава понуда малку повеќе гласови према другите кандидати. Сега да не... Јас сум бронзен, така? Трет. Сепак се качив на пиедесталот, ама џабе ти е пиедесталова трка, кога не се качиш нигде. Уствари, no way. Сакам да ви кажам дека ќе се охрабрат понатаму многу момци и девојки после овие избори да се кандидираат, бидејќи помина времето на лепачи на плакати. Помина времето, значи, да ми веруваш. Во советите влегоа доста, така да честитки до сите тие, полно независни влегоа. Значи, вака да ти објаснам. Сите и тие независните се личности. Порано се бираа оние што лепеле плакати за партијата, оние што... По заслуга, демек. Не е по заслуга, партиска заслуга. Лепиш плакати, викаш уа, викаш браво, и од тоа станува директор на не знам која фирма и така. Сега веќе мислам, значи не сум убеден. Заврши Ти кажам, ја не сум убеден, ама 90% сум убеден. Значи тоа е голем процент. Значи заврши на време кога неуки луѓе ќе бидат дел од политиката. Значи дефинитивно мислам дека од наредните избори партиите многу добро ќе размислат кого ќе кандидираат. Кого ќе кандидираат, бидејќи помина времето на било кој. Заврши таа приказна. После ова ние што го направивме како некаков, ние не направивме автопат, ама направивме магистрален пат. Значи пат по кој може да се движат сега. Пато масовно. Што го спојува горе со регионалниот пат. Па од прилика, значи мислам дека ние направивме само пат до автопатот. Сега автопатот децава ќе треба да го изградат и во иднина ќе излезат
сигурно многу добри кандидати како што е Муцунски од аеродром, како што беа деца од Левица, од Карпош. Значи едноставно јас видов овој пат една нова енергија. Значи генерално партиите веќе да, од панк предовме у New Wave. влага. Да. Сега Blue Monday ќе слушам. Да, после дали Blue Monday, дали Stranglers, дали XTC, дали Vibrators, зависи Добро, што. ти си позитивно гледаш на работите и тоа е добро охрабрувачки. И ги познаваш работите, ама сега мораме да те провериме исто дали познаваш една друга работа, бидејќи ти си и политичар веќе си и музичар си. Дојди сега политиканту до мене. Да му пуштиме многу на сака Перо. да мене да седи, а јас сакав таму да го наместам. Ајде седна до тебе, ајде. Дојди. Перо треба да погоди дали тоа што ќе го видиме е политичар или музичар. Ама ако добро разбирам, скриено е, не го пуштаме цел. Ајде да видиме зашто останува збор. Прекрасно, многу добро. Политичар гарант. Политичар мислиш дека ова? Точно така, добро. Точно така. Добро, И тоа ми е миленик. Стварно? Да. Кога бевме во Америка, значи на дента кога победи 2016 година. Кога победи на изборите? На изборите ние трчавме маратон во Њујорк. Точно. Да, и кажав ќе победи Трамп и овие од моја фамилија вика ти си бе мрднат, вика како тако причаш, пошто имаме Хрватица војна и кога победи како знаеш? Викам па прашаев таксисти, прашаев овие бродови што да сите вика. Кучко, она што си одел, така и таму си правил. Така, и таму со точак и ваму со точак. А не таму со ноги. А со ноги, добро. Добро. Идемо да, работите. Ајде да видиме следно. Пејач на народна музика. Одлично. Да видиме дали е не е Крафтверк, утка, чиста. Се само не е пејач на народна. Сега морам да се напијам чај. Чекај, напи се гундечар чај, ајде. Ова се возбудиве. Точно, да. Очекуваше дека ќе победиш. Иначе ги имаме работено Крафтверк во Скопје. Со KLS? Да. Па, фантастично. И беа захтевни вака? На саемот. Еден бенд кој се знаеше точно све што треба, Царе, има германци, технички, да. пам. Значи линија и се беше тоа. кој што треба. Пуштаме следно. Ова може некој подзапуштен политичар таков од кафана. Па ја мислам, па што Сепак ја знам. музикант одиш ти. Мислам, одека му е изфлекана кошулјата. Добро. Не, од копчено му е копче, тоа е народњак. Шерлок Холмс и онака. Народњак. Ајде да видиме. Ама српски, црњак народњак, што? Па добро, види, Кање може и да се каже дека е народњак Па до да, некаде. да. Кога ќе земеш во обзир дека блусот и R&B музиката се и солот. И солот се амерички народни музики, тоа не е вестерн. New Orleans. Не е вестерн, но е. Не. Ајде да видиме следно. Колку има и кажете? Трамп го погу. Овој држи. Ово е политичар, 100%, нема утка. Да видиме. Ајде. Најпознатиот Што правиш до сега? Стварно ме види, опасен. Значи и он бил на тренинг. Ти ова нешто си ми смислиле. Ја мислам дека ти ја сгреши работата таму. Добро. Требаше вака да правиш и секој беше подобро. Има уште или? Има уште. Ајде, добро. Астон Мартин. Рейсинг, тан. Не си следел очигледно. Еден само носи. Јас знам кој е. Абе, не могуче дека. Има еден човек што носи Астон Мартин мајци и кошули. Леле, а може ја ќе утнам, ако сте ми направиле па и таква финта. Дека е Чекај, не пуштај. Ја мислам само еден човек што знам што носи Астон Мартин мајци е Зоки Заев. Политичареков, не знам. Значи само политичари, музичари ги утнав сите, овие ги погоди сите. Леле. Ајде, идеме следна. Апасиев. Како од пушка. Апасиев. Си го знаеш како се... Па не бе. Не е со партијец, туку е пријател. Не, ме нападна исто господинот Шилегов. Вика, со тие, вие што се облакате у црно. Јас за тоа денес кај тебе емисија дојдов со цива. Па не си у црно, добро. Кондури ми се црнија. Па и мене ми се црни се што. Како смееш да носиш црни кондури? Ја па дури многу личиш поцрно. на левица бе дека што носиш црни кондури. А овој пак носи друг има со црно. Опа, ова е Бени Шакири. Ова е Бени Шакири. Не е можно. Повели, врати се назад, доста е више. Премногу влезам во серија. 100 за мене. Браво. Ај малку за спортчево да си направиме мувеве. Точакот го спомнавме неколку пати. Најдолга рута во живот која ти? Најдолга. Скопје Гевгелија, Гевгелија Скопје. Во колку? Во еден ден. Во еден ден. Ама и плюс таму умрзенци седнуење.
лапачка. Да, и после врати се назад. Значи се, колку е тоа? 155 км натаму, 160 отприлика. Добро, полека, чекај. Кога тргна? Во колку Како часот? са бајле тргаме? Види една работа. Кога е лето, Добро. значи обично тргаме Во лето не се тргува 11. тргаме доста рано, кај 4:30-5 са бајле. Зависи кога како. Има времења кога може да тргнеш и у 7. Сега на пример тргаме у 9, у 10 сабота недела. Возиме до Вратница, возиме Да, врати се за ова ми е и да. фасцинантно. Ама тоа ми е фасцинантно и него повтори после тоа. Пошто е многу фасцинантно. Не. Значи не е проблем да извозиш и 200 км, ама да не јадеш баце умрзенци. Значи проблемот е враќањето. Враќањето е најголемиот проблем. Одењето ти да тепаш 200 км не е страшно. Колку што кога ќе отидеш таму, кога ќе мрснеш ова, па едно ракијче, а цело време си на две тркала, па уште ако дувне оно југо што дува од Гевгелија, обратниот до Демиркапија, тоа е значи И за колку време се вози? зборови. За колку време? Ова ми е прејако е. Ај ти од прилика сега Па автомобил ако треба, тој ќе стигне со лесно возење сати 45 ваljda. Сати и пол, не. Со мотор ние за саат време стигаме. Ние сати 5 минути со мотор стигаме. Ама многу брзо се вози, сигурно. Не може сати 5. Не, доволно сега има нов автопут. автопут. Возиш, па со новиот автопут? Не, по прописи? сати 10, са по прописи сати. Па по прописи толку е, сати пол минимум. Ќе ставиш кацик исто како на Зоран Заев и ќе те пуштат. Така, одлично, ама треба да знаеш каква носи. И еве добро, а со точак мислам дека не може да е помалку од па не може да е помалку од 5 сата, теорија нема. Да, помалку од 5 сата, 4 сата од прилика е. 4 сата? 4 до 4 по сат и тоа не е некое брзо возење. Еве, многу е проста математиката. Значи, генерално многу момци што возат сериозно за разлика од мене кој возам аматерски и побрзо го прават. Значи, види вака се. Тоа е речиси тоа јас што ти го автомобил. кажав, тоа 4 сата е по 30 км, значи 5 сата е 150 км, така? Добро. Значи 31-32 просек така не е нешто што е недостижно. А не ема Има качување? Нели, ама има и многу спуштања. На спуштањата вози 60 на саат на пример. Тоа е адреналински сигурно. Па не е легнаци, малце и цепаш. Има момци кои врзат и многу побрзо и многу подалечни дестинации. Знам момци ова кои ти е фантастично. Значи знам момци кои тргаат од Скопје, стигаат у Маврово, јадат што едно пола кило снанина, пијат 3 пива, идат до Галичник, значи горе у Неда јадат пита и до вечер се враќаат у Скопје. На некои што им е малку, сем што идат до Неда, значи до Галичник. И ќе продолжат. Не, се враќаат назад, вртат околу Маврово кругчето, значи езерото 30 километри таму. Па не е 30, кога ќе го свртиш вака уште 5-16 километра е бакшиш. Добро. И им се фаќа некаде околу 300 Ама викаш кусур километра. прв и последен пат. А не е во уморот? Јас лично да, со јадење. Еве зошто е тоа така, значи тоа е тренинг кога ќе сакаш да мислиш дека треба да одиш во Ironman. Значи тамо е 5,9 пливање, 5,9 километра, 180 километра точак и 42 километра трчање. 6 пливање, 180? Немој 5,900. Добро, за Немој 100 метра да крадеш. Фативе, лелеве, политиканту еден. Да видиш колку се тие 100 метра заебани. На маратонот што е најтешко? Последните? Види, За тебе лично. Зависи како гледаш на работите. Ајде. Ако си тргна да бркаш резултат, добро. Цело време е тешко. Значи цело време си у адреналин и у фрка дал ќе стигнеш. Знаеш, кога си тргнат, кога ќе тргнеш, тоа е обично полумаратон. Кога ќе тргнеш во маратон мораш да бидеш пресметан. Ако сакаш со тактика одиш. Читав да завршиш, значи на секој 5 км вода да пиеш. Како изгледа? На секој 5 км мораш да пиеш вода да бидеш хидриран. А се ставаш у втора брзина негде, а у пета брзина негде? Значи зависно, јас сум на пример многу лош брдски трчач. Таму кај што има брда, некако не ми оди, ама затоа равничарски стојам одлично. Добро. И многу смешно во Рим, каде што беше мојот прв цел маратон. Добро. Завршуваш и читаат Георгиевски, finish the half marathon. Now we start the second half marathon. И сега ти го слушаш тоа, у моментов поминуваш, значи, првиот полумаратон и следува уште едниот. И таа вака те става у мисла, разбереш и викаш, каков херој сум ја, човече. Не, каков херој сум, сега уште еден да го лупнам и готово е. И е многу интересно чувството, кога трчаш низ сите тие светски метрополи, дека градот е затворен за тебе. Значи, не постојат ни принцеви, ни кралеви. Точно. Значи, ништо друго сем трчачите. И оние што возат точаци на Тур де Франс и што ја знам, што апсолутно е све затворено за нив.
Јас имам трчано, што ја знам, преку 70-80 градови така. Метрополи светски. Кажувам 70-80 бидејќи Љубљана на пример имам 7 пати трчано. Београд го имам 4 пати трчано. Да, не ги рачунаш по 7 пати така. Ме разбираш, нели? А имам 100 од прилика. 70 уникатно. Да, градови и секаде се чувствуваш буквално како да си да е цел град твој. Многу интересни полумаратони и маратони за сите оние што аматерски се бават со ова, се рок-н-рол маратоните. Рок-н-рол маратони? Да. Тоа е во Мадрид и во Даблин. Ако го истрчаш Даблин и Мадрид, стануваш рок-н-ролер маратонер. Така, добро. Рок-н-ролер маратонер, добиеш трета медаља. Плюс уште една медаља и на секој километар. А што ги прави интересни? Сега на секој километар имаш бенд кој свири. На секој километар? Да, значи 21 километар имаш. 27 бенд има? 27 бенд. И јас во Мадрид на првите 5 километра трчав како ќе правам време, после тоа будала види ова уживање. Дај да погледам. Не бе да погледам, застана свирав контрабас. Застануваа маратонци, се сликаа со мене. Овој контрабасист од одоздола сликаше, беше циркус. На 3-4 места застана во Мадрид. Значи да те натерав може да трчаш, ќе застанеш и ќе го фатеш басот. Па не може да свирам све што сакам, со такви убави музичари. Нели? Нормално е, да. Нешто значи знам и тоа и тоа. Да свирам. Кај музика со меморија, значи тоа беше бум што го направивте 2017, концерт еден прекрасен и знам дека ти е многу мерак. А што не е бум ја што сум направил? Добро бе, окей. Те што е камиказа, значи. Зошто не се повтори тоа? Очигледно имаше огромна побарувачка. На толку народ дојде, ни толку убави искуства, сите спомениле што кажува колку беше топ, толку беше. Види, како беше ова со кампањава сега? Колку пари имав ја за кампањата? 800 евра. Значи, за концертот на меморија немавме ни еден спонзор. Ни еден спонзор. Никој не веруеше во нас. Чекамо, тропнавте или чекавте вака да дадат? Па тропнавме на неколку места и нешто. Пошто не идат вака, не знам. Не, значи тропнавме на неколку места и тоа кај пријатели што мислев дека со сигурност ке. Што реакција доби? Па реакцијата, што знам, мислам дека не е време за тоа, што ти требаат тие работи, ако треба ќе ти помогнам другаче ги гледам. Какви работи се тоа? Концерт правиш? Па не, ама не, знаеш кога те немало 25 години, кој верува дека сега овие, овој, на еден човек што мислев дека сигурно ќе заврши работата, има пиар агенција која тој тројца нема да соберат. Што немај таму ќе се брукаш. И тебе па баш те мотивира такви. И видиш како и сега, нели? Па те приметувам да. И добив уште еден адреналински шприц директно во мене. Сите момци од бендот истото го направија, до еден, сите дадоа максимум, бидејќи па сега во меморија, Валентино Скендеровски си има студио. Да. Така? И тоа Бане Поповиќ има студио и камери од друг тип. Мичо Божиков, јас имам опрема која е, нели, од светски калибар. Мичо Божиков е дизајнер заедно со керка ми. Ја направивме целата кампања што ја правивме, 10 месеци заедно вежбавме и резултатот го видовте, така? Со 0 денари. Ама зошто не се повтори ти викам? Сега. Значи, доаѓаме до. Дојде време кога не. Сега тие спонзорите сами се јавија. Добро. И викаат ова многу добро, извини сгрешив и така натаму. Што убаво си поминавме. И како што сака да се игра судбината, нели, на 10 јуни требаше да правиме концерт на стадион. Добро. Сакавме да одиме на 20. Значи овие 21.000 таман ќе беа тие што ќе го наполнеа стадионот, да. И се случи корона. Значи тоа беше јуни. За среќа моја, јас секогаш кога работиме такви работи, правиме кампања од најмалку 5 до 6 месеца и ние требаше да тргнеме со кампањата на 1 февруари на мојот рогенден. Значи да се собереме официјално на мојот рогенден, да отсвириме една-две песни и да објавиме дека тргаме на најголемото нешто стадионот на градскиот стадион. Се случи короната, сето тоа отиде. Значи чекаме, тоа може да се случи пак. Ова со 50%, со 30% не иде во обзир. Значи не сакам да оставам во историја. Ова е прашање за историја, ова веќе не е прашање за пари. Си сакаш да се постават пак работите кои што си кога ќе дојдат работите на место, ако сме сите живи и здрави, јас се надевам дека така ќе биде. Така. Зашто меморија е ова што го гледаш. Значи било кој, нели, они за да заработат пари обично викаат овој ќе го трнеме, па ќе ставиме млад гитариста или овој ќе го извадиме. Се случува и такви работи, да. Да, ама меморија е ова. И таа енергија која поседуваше тој концерт, ќе беше пренесена сега на многу поголем простор. Но ете,
не сакало да се случи, а се надевам... Не било време? Аз се надевам дека ќе се случи. Меморија е составена од 7 де факто со Гени горе што е сега во режија, да. Во режија 8 луѓе кои со години заедно поминаа, значи ние околу 20 и кусур години заедно живеевме, свиревме по рогендени, по деца, маженки и жененки, дрвам да ми се натамо. И тоа е братство како што е ова Ете друго. така и затоа е таков резултатот. Тоа не може да го направите само да ви дадат, да ви дадат 2 милиона евра, направете го тоа. Хај нека му дадат на било кој од овие. Колку сакате пари? Не бива. Абе, и тука треба тој универзумот, сега ја пак ќе се вратам на Ајде ова. видиме Ти текнува? околу езотеријата. Ајде, и тука треба универзумот нешто да се направи. Pero, многу ми е киф што дојде. Овде има еден куп Good Nature чаеви за тебе. Ја, многу тешко има бе. и тешко бе. Да не е виски е. Не, бе. Имаш и златен дом за тебе. Кеф ми е што дојде и се надевам дека овие сите позитивни работи што ги кажуваш за иднината ќе си се остварат. И на крај крајот треба позитивно и да гледаме. Да, само да даде Бог здравје. Тоа е најбитно, се останато само што треба ќе се нареди. Одлично. Перо Камиказа, дами и господа, фала ти многу. Многу добар бенд. Морам да завршам со тоа. Ето. The end. Детокс микс, чајна мешавина која поволно действува за детоксикација на организмот, а се состои, слушајте, листот нане, плотот белтрн, коренот глуварче, плотот сладок анасонот, листот магдонос, цветот бозел, листот орев, листот мечкино грозје и сладок корен. Е, тоа го прави Good Nature Детокс микс, денешен мој избор. Мирис на топол леп, беки, кифлички, пита, голема колку масава, нешто огромно. И вака кога ќе ми одлетаат мисли, ја можам со часови, ама за среќа, со моето брашно од Кадино фантазијата лесно ми станува реалност. Единствено и најдобро брашно за сите ваши идеи во кујната, моето брашно. И викендот бидејќи завршува, се надам се одморивте, се наспавте, од понеделник бидете свежи, полни со енергија, нормално, затоа што од утре ве чека 15 дена Black November шопинг во Горење по супер цени. Време е да направите нешто топ за вашата кујна. Имате Горење, Black November, проверете сами. Тоа беа Мартина, Стефани и Андреја, беа прекрасни и на барање на гледачите. Ќе направиме уште една шега со Андреја. Претходно ја влечев од овде, а сега не влагај пред време, а сега ќе го излечам низ идиот бас. Така, само што беше многу потежок овој пат. Ви благодарам што не гледавте. 13-та сезона, втора епизода со Перо Камиказа истеравме, како што е редот. Ние знаете дека сме одговорни луѓе кои што внимаваат на средината. Ве повикувам и сите вие да го правите тоа, значи рециклирајте, складирајте отпад како што треба, фрлајте пластика во пластика, стакло во стакло, хартија во хартија, како што во случајов го правиме и ние. Нема веќе потреба за овие сценарија, затоа одат во канта и ќе си се рециклираат. Тоа беше се од епизодата. Се гледаме следна недела нормално 18:30 на Канал 5 или кај да не гледате. Чао, Мартина, Стефани и Андреја. Носете емисијата.